Проблеми, значи, прво сме оптеретени со работна рака. Имаме дефицит на работна рака. Тоа се сериозни проблеми што ние буквално немаме, значи, работна рака во секторот градинарство. Второ, значи, овие се дополнителни сега предизвици со овие покачувања на репроматеријалите, на тие влезни инпути што се во производството. Збориме за ѓубрива, пестициди, збориме за енергензи. И тука веќе имаме многу сериозен проблем. Значи, нашето производство ќе биде дефинитивно скапо, цените ќе одат уште многу понагоре, меѓутоа мора тука во оваа прилика да истакнеме и уште друг проблем, паралелно со тој. Цените не ги креират земјоделците сами, него напротив, цените се оптоварени со тие трговски маржи, пошто свесни сме дека ние и како немаме достап до пазарите, дали на големо или мало, со пазарите владеат трговците. Значи, тие ставаат своји маржи, кои некаде се движат од 100 па и до 300%. Така да крајниот цег го плаќаат граѓаните и ние како земјоделци. Ќе може ли да ни кажете какви се откупните цени, да речем? Можам да ви направам само да споредба. Моментално во Струмица се врши откуп на зелката по 35 денари. Вие како потрошачи сте сведоци дека зелка на пазар не може да се најде испод 70 денара кило зелка. Значи, веќе имаме у старт 100%, па и повише маржа. Тоа е конкретен доказ. И тоа се однесува и на другите производи. Значи, намалената цена е најмалку пола од тоа што се добива како крајниот производ, како крајна цена во малопродажба. Значи, тука треба државата сериозно, значи, да преземе мерки во делот на формирање и регулирање на цените. Имаме добар закон за фер трговски практики, само треба да се стави во функција, во сила. Не да се, значи, тоа злоупотреба од страна на трговците на сметка на примерно земјоделски производители, односно на сметка на крајните потрошувачи, на граѓаните.